По рекламите се враќаме со вестите. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев е новиот председател на Советот за градоначалници на Источно-Планскиот регион. Заменик министерот за локална самоуправа денеска од Штип порача дека за општините во земјава за наредната година предвидени се 6 милиони евра за регионални проекти. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев на денешната прва конститутивна седница е избран за нов председател на Советот на градоначалници на Источно-Планскиот регион, а која се одржа во Штип. 11 градоначалници од Источно-Планскиот регион, познат како Брегалнички регион, едногласно ја донесоа одлуката во наредните 2 години со Советот на градоначалници да раководи Илиев. Моите очекувања за добра соработка од моите колеги исто така е овде. Јас ќе бидам прв премеѓу еднаквите кој ќе се бори за секој проект, за секој една идеја која ќе допринесе за подобар живот и подобар развој на истокот кој е подолго време запоставен. Веројатно ова ни е една од ретките, не сакам да кажам и последна шанса да направиме еден чекор повеќе, да се надминеме сите заедно и да направиме резултати и проекти со кои ќе успееме дел од луѓето кои останаа таму веќе да ги задржиме, а и да работиме на можни варијанти да дел од луѓето, да створиме услови да дел од луѓето кои веќе ја напушти оваа земја и овој дел да се вратат и да дадат допринос во развојот на оваа држава. Бидејќи овде се наоѓаат просториите и вработените на Источно-Плански регион, джентлменски се договоривме првиот председател да биде градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев во овие 2 години, наредните 2 години тоа да припадне на општина Штип, така што јас посакувам успешна работа и немам дилема, верувам дека ќе имаме успешна соработка и после 2 години, односно после 4 години, да бидеме сведоци дека Источниот регион ќе влече напред и ќе оди напред со многу средства и со поддршка на владата и со странски средства, со меѓуграничната соработка која што ние овде која што ја имаме како можност за дополнителни средства. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, кој денеска присуствуваше на конститутивната седница на Советот на градоначалници на Источно-Планскиот регион, најави дека во буџетот за 2018 година за општините во земјава преку Министерството и Бирото за рамномерен регионален развој предвидени се 6 милиони евра за реализација на проекти од регионален карактер. Во исто време сакам да посочам дека владата на Република Македонија ќе работи напорно во наредниот период да ги алоцира средствата од сите министерства кои што ќе се издвојуваат токму за рамномерен регионален развој и по критериуми кои што ќе значат помагање на оние региони на кои што и навистина им треба најмногу помош. Се надеваме дека во скоро време ќе се достигне оној предвидена сума согласно законот за рамномерен регионален развој од 1% од БДП, односно околу 100 милиони евра. Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа веќе од денеска ги повикуваат општините да ги доставуваат предлог проектите, а рокот им е до средината на декември. Фондот за иновации одржа инфосесија во Штип. Се барат проекти за намалување на загаденоста на воздухот во урбаните средини. Најдобрите решенија од областа градежништво за домакинствата и индустријата, како и сообраќајки, бидат поддржани од фондот со буџет од околу 100.000 евра. Јавниот повик е отворен до 30 ноември. Представници од Фондот за иновации одржаа инфосесија во Штип, се бараат идеи, технолошки и иновативни проекти за решавање на проблемот со загадувањето на воздухот во урбаните средини. Јавниот повик е отворен до 30 ноември. Може да аплицираат мали и средни предпријатија во соработка со Академијата, а со своји идеи да се вклучат и приватниот и невладиниот сектор. Проектите треба да се однесуваат за една од следниве области. Фокусот е во 3 тематски области. Градежништвото е едно, потоа во областа на домакинствата и грејењето и се разбира сообраќајот и транспортот. Тоа се 3 фокусни теми на кои што сме ориентирани. Најдобрите решенија ќе добијат поддршка од Фондот за иновации. Буџетот изнесува околу 100.000 евра. Идејата и целта е да се поддржи квалитетен проект, па макар и да е еден ќе биде поддржан, меѓутоа ако има повеќе проекти, значи до нивото на износот на буџетот ќе се наградуваат проекти.
Денешната инфосесија како дел од пилот проектот за дизајнирање и воведување на нов инструмент на Фондот за иновации и технолошки развој се спроведува во соработка со Центарот за развој на Источнопланскиот регион, Регионалната стопанска комора и Општина Штип. Нехигиената на работните површини, нечисти садови, стафилокока и ентеробактерии се причините за труење на 6 ученици и двајца вработени во Делчевското основно училиште Ванчо Парке, покажа резултатите од мострите кои се земени од сендвичарата каде што јаделе гиро. Откриена причината за труењето на 6 ученици и 2 возрастни лица минатата недела во Делчево. Микробиолошките анализи на земените мостри од храна и брисеви од објектот на сендвичарата Кинг, каде се продава гиро, ги потврдија сомневањата на лекарите дека се работи за стафилококно труење. Испитаниот примерок на храна, како и брисевите, не одговараат на микробиолошката исправност на храната поради присуство на ентеропатогени бактерии од родот на Staphylococcus coagulasa позитивен, кои што лачат ентеротоксини кои предизвикуваат гастроинтестинални заболувања кај луѓето и присуство на ентеропатогени бактерии од родот ентеробактеријаце, кои што представуваат знак за загадување од фекално потекло. Присуството на овие бактерии се должи на несоодветна хигиена во објектот и на вработениот персонал, односно храната се чува во неадекватни и неисправни услови. Затруените ученици поради тешката клиничка слика беа хоспитализирани во Штипската клиничка болница, меѓутоа подоцна беа пуштени на домашно лекување. Сендвичарата е времено затворена од државен санитарен и здравствен инспекторат. Денеска е собор на Свети Архангел Михаил. Црквата овој ден го посветила како празник на сите ангели, а најмногу на водачот на небесните сили. Родителите на деца со посебни потреби денес на средба со штипскиот градоначалник. Од Бочварски побара да се заложи Штип да го добие првиот рехабилитационен центар во источниот дел во државата. Според првичниот план, центарот треба да скришува околу 100 лица, како и да вработува работоспособни лица со посебни потреби. Невладината организација Сплотени срца иницијативата 5 до 12 денес на средба со штипскиот градоначалник. Од Бочварски побара да им помогне во реализација на нивната идеја – отварање на рехабилитационен центар за лица со посебни потреби. Потребно е да се изнајде локација, а според нив градот располага со таков објект. Доколку нема оваков капацитет, тогаш ќе треба да се определи земјиште за изградба, меѓутоа се надеваме дека ќе најдеме некој капацитет. Во опција е, доколку е возможно, дел од касарната. Бочварски им вети безрезервна поддршка, истакнувајќи дека за реализација на нивната идеја би требало повеќе време. Еден од приоритетите кој што го побара е малку подолгорочен проект кој што можеби ќе се задржи 4-5 години до неговата реализација, меѓутоа и да работиме на краткорочните проекти преку кои што заедно, преку нашата соработка ќе дојдеме до заеднички прифатливи решенија. Отварањето на ваков центар ќе биде од огромно значење за родителите, а голем дел од работоспособните лица со посебни потреби ќе може и да се вработат. Овој центар би значил спас за нашите фамилии, за нашите деца и за идните генерации. Значи во овој центар сите деца со посебни потреби не само што ќе бидат рехабилитирани, туку дел од нив кои што се повисоко функционални ќе си го најдат и вработувањето. Според правичниот план, центарот ќе биде регионален и ќе изгрижува околу 100 лица. Правичните калкулации покажуваат дека за негова изградба потребни се околу 100.000 евра. Општина Штип објави нов углас за продажба на градежно земјиште. Предмет на продажба се 5 локации, од кои 3 за стамбени објекти и 2 за мали деловни комерцијални објекти. 2 парцели за домување во стамбени згради со површина од 550 до 600 метри квадратни и со почетна цена од 1635 денари за метар квадратен се лоцирани во населба Сењак 4. Првиот објект е со намена П+1, односно приземе и кат, и вториот П+3, односно приземе и 3 ката. Третата парцела за домување во стамбени згради во населба Пребег со површина од градежната парцела од 2474 метри квадратни и на самата градба со површина од 1095 метри квадратни
квадратни, а со почетна цена од 1535 денари за метар квадратен. На локацијата Стари бунари Туртел предвидени се две парцели за мали комерцијални и деловни дејности со површина за градба од 1981, односно 2058 метри квадратни и со почетна цена од 2300 денари за метар квадратен. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 20 декември, а јавното надавање ќе се одржи електронски на 22 декември во 15 минутни периоди од 8:30 до 9:30 часот. Комплетниот оглас може да се пронајде на веб страницата на општина Штип. Еколошка промотивна кампања за учениците во рамки на проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина од Општинското основно училиште Тошо Арсов Штип низ интерактивна настава со специјално опремено возило, основците учеа за зелените мерки и енергетската ефикасност. Проектната активност ја реализира Центарот за развој на Источно Плански регион Штип. Центарот за развој на Источен Плански регион Штип во рамки на проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, Грин, финансиран од Интерекипа, програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, реализира промотивна кампања, турнеја во 3 општини од Источниот Плански регион во општина Штип, Кочани и Беров. Програмата е намената за основните училишта за учениците од 5-то одделение. Учениците преку игра и забава имаат можност да го заекнат своето знаење и вештини за тоа како да се справат со климатските промени и еколошките прашања поврзани со истите. Оваа еколошка активност ќе се спроведе во 3 општини. Тоа се општина Штип, општина Берово и општина Кочани, а се однесува на учениците од 5-то одделение, кои што преку различни игри ќе успеат да се анимираат околу зачувување и заштитување на животната средина, односно заштеда во електрична енергија, заштеда во вода, неискористување големи количества на пластика, зачувување на животната средина, така да се надевам дека оваа активност ќе ја развие свеста кај младите луѓе во иднина околу зачувувањето на животната средина и нејзиното одржливо управување. Еколошката кампања денес се реализираше во Општинското основно училиште Тошо Арсов. Учениците знаат како да ја штитат животната средина и како да се грижат за непосредното животно обкружување. Ние денеска ќе видиме нешто ново. Ова е камион кој што дојде од Скопје и ова е поврзано со нашето училиште и ова проект се вика Зелени згради за заедничка зелена иднина. Ние сме многу возбудени бидејќи ќе видиме нешто ново што досега не сме го виделе и затоа сакам нешто повеќе да научиме за здравјето и хигиената на луѓето. Ние се трудиме секогаш да го одржуваме нашиот училишен двор чист и да не го загадуваме, да садиме нови цвеќиња, нова трева и нови дрви. Ние треба да се грижиме за нашата околина, да се грижиме за дрвите, да ги засадиме и за цвеќињата. И да не фрлиме никогаш отпадъци на тревата. Ние во училиштето учиме за екологија, како да се грижиме за дрвата, растенијата, да животната средина. За реализација на оваа активност е вклучено и специјално опремено возило, адаптирано за презентација на сите зелени мерки за енергетска ефикасност. Учениците преку практични примери учат за енергетската ефикасност и за заштитата на непосредното животно обкружување. Тркалезна маса на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во организација на Евроатланскиот совет. Тема младите интересот за евроатланските интеграции и членството во НАТО. Нашите истражувања кои се направени преку Евроатланскиот совет покажуваат дека како организирани студентите, односно младите, помалку учествуваат во тоа што значи придонесување за евроатланските интеграции, а од другата страна добиваме бројки, односно проценти, кои се про НАТО над 70%. Меѓутоа, преку 80% неорганизирано, не се организирани студентите, односно младите, во тоа што значи евроатлантски интеграции.
Така што ова истражување ни покажува дека ние треба да разговараме повеќе со студентите. Студентите всушност имаат можност нели да се запознаат со резултатите од овој проект и да се запознаат по-тесно и поблиску со евроатлантските вредности, со евроатлантските интеграции и секако се надевам дека во иднина студентите ќе имаат можност да се приклучат нели на активностите на Евроатлантскиот совет, кои што меѓу другото предвидуваат исто, ако добро се сеќавам, симулација на НАТО самити нели кои што се вклучени и студентите од Република Македонија од разните универзитети. НАТО е витален и стратешки интерес на Република Македонија, значи интерес на сите граѓани од НАТО како институција не значи само воена компонента, туку политичка, економска и социјална. Кога велам економска и социјална, значи НАТО значи развој, НАТО значи стандард, подобро здравство, работни места, поздрава економија и така натаму. Се покажа анализи дека сите држави кои беа зачленет во НАТО, една година подоцна беа значи 3 или 4 пати зголемени странските инвестиции, што значи развој. Денеска е собор на Свети Архангел Михаил. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кого го смета за водач на сите небесни сили. Според народните верувања, Свети Архангел ги зема душите и од тука за свој патрон го зеле касапите. Празникот Свети Архангел Михаил и годинава ги собра верниците во Штип во храмот посветен на овој светител во дворот на музичкото училиште, во надеж дека светицот ќе ги исполни молитвите за здравје, благосостојба, запалија свеќи, оставија дарови на иконата за која се верува дека има чудотворна моќ. Синоќа не можев да дојдам на црква, многу убав празник е тоа. Денеска викам убаво и времето, излезех сега, запали си свекичка. Тај ден е за ете се молеме да ни простат. Не некога да ни просте, значи Свети Ангел, а тоа е ангелите сите, така е наречено. Бидејќи не сакајќи некогаш грешиме и нека ни на здравје и за среќа убавиот ден. Ваѓам за здравје, за среќа Свети Ангел да ми помогне. Голем светец и голема сила има и сите желби се исполнуваат. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кој го смета за водич на сите небесни сили. Свети Архангел Михаил се смета за тежок празник. Заедно со Митровден спаѓа во поголемите есенски празници кои се слави со домашни служби. На иконата е представен во војводска облека со меч и копје во рацете. Според народните верувања тој ги зема душите, па од тука како свој заштитник го слават касапите. Серија активности следниве денови во организација на Универзитетот Гоце Делчев Штип ке се случуваат во мултимедијалниот центар при економскиот факултет. Ставаме најпрво акцент на Science in Life, настанот кој што ќе се одржи утре на 22 со почеток во 12 часот. Низ призмата на науката ќе се обидат повеќе говорници да ја доближат до обичните луѓе кои што не се научници, особено до нашите студенти и секако сите гости кои што ќе бидат во салата. На овој настан ќе говорат академици, ќе говорат реномирани професори од повеќе институции и сметаме дека ќе биде доста интересен да се послуша. Исто така, во контекст на хуманитарните активности кои што во последно време доста беа активни во нашиот град поради неколку немили настани кои што се случија болест на мали дечиња, така и ние организираме еден хуманитарен концерт, односно концертот беше планиран уште пред да дознаеме за овие настани, со тоа што Васил Хаджиманов бенд ќе настапува во четврток вечер од 20 часот во мултимедијалниот центар. Сите средства кои што ќе бидат собрани од влезниците кои што чинат 100 денари за концертот, ќе бидат наменети за лекување на дечињата кои што бараат помош, со тоа што ќе ги донираме директно на нивните сметки. Уште еден хуманитарен настан во петок ќе има универзитетот во соработка со Црвениот крст и балетското студио Break the Floor, каде што дечињата ќе ја анимираат публиката, а Црвениот крст ќе постави кутии за донации. Сите средства кои што ќе бидат собрани, Црвениот крст ќе ги уплати на сметка на дечињата на кои што има потребно лекување.
Во продолжение информација од спортот. Членовите на карате клубот Македонка од Штип, Димитар Шаламанов и Деспина Димитровска, настапија на државното првенство за кадети, јуниори и помлади сениори, што се одржа во Скопје и освоија втори места за своите дисциплини. Сите надпреварувачи кои освоија медали на ово првенство ќе настапат на Балканското првенство, што од 8 до 10 декември ќе се одржи во Црна Гора. А прекрасните ридско-планински предели по кои се одвиваше трката Струмина трейл, годинава истрча рекордни 106 надпреварувачи, поголеми од бројот Македонија, а ги имаше и од Шведска, Норвешка, Србија и Косово. Патеката беше долга 19 км со 750 метри позитивна висина, на која победи прилепчанецот Александар Стојковски, а штипјанецот Кристијан Китанов го освои 5-то место со негов нов личен рекорд. Градот Штип има прекрасна околина со бујни природни пејзажи кои веќе 4-та година поред ги покажува своите облени на големиот број добронамерници учесници на ридско-планинската трка Струмина трейл. Трка на која покрај активните атлетичари и маратонци рамо до рамо учествуваат и голем број млади и повозрасни рекреативци. Моментално имаме над 100 надпреварувачи, очекуваме уште неколку надпреварувачи да подигнат стартни броеви. Имаме најголем број се од Македонија, но имаме и од Шведска, од Косово имаме, од Норвешка имаме по неколку надпреварувачи и во главно тоа. Краток опис на трката. Трката стартува од Средното медицинско училиште, се движи покрај Струмина чешма, Љупчова чешма, Липовдол, во кој имаме пункт со храна и со течности. Потоа продолжува кон ридот Клисебајр и Калисибар, чешмата Куртбунар и повторно завршува овде кај медицинското училиште. Должината е 19 км со 750 метри позитивно искачување. Жикица, да се организира ваква трка треба напори, треба финансии. Дали имаш некоја припомош, бидејќи треба да се одржуваат врски? Рековте дека има надпреварувачи од цела Македонија, сигурно има некој пункт за храна, за освежување. Кој се ти помага во ова? Моментално главен организатор е Сдруженијето Трекс, преку кој ги организираме овие трейл трчања низ Македонија. И за среќа таму имаме добар тим и од програмери, дизајнери, и се тоа се случува на волонтерска база, а голем дел од продуктите кои што се овде на Струмина трейл ги е главно е трката Крали Марково прилеп, па со некои работи што остануваат таму успеаме да организираме и Струмина трейл. Колку ваков вид на трки има во Македонија? Спомнавте една, други? Ја има трката Момата Рок трейл во Прилеп, исто Крали Марков во Прилеп ја имаме како најдолга и најпозната трейл трка, Струмина трейл, и нареден месец за прв пат ќе имаме трка околу езерото Градче во Кочан. Љубителите на кралицата на спортовите и многобројните рекреативци носат позитивни мисли и коментари за оваа ридско-планинска трка. Вложениот напор го амортизира со вдишување на чистиот воздух, во уживањето на природната гледка која треба внимателно да се чува и одржува и да се остави чиста и без никакви отпадоци. Победник на годинешната 4-та поред трка Струмина трейл е прилепчанецот Александар Стојковски. Втор беше Александар Кирковски, а трет беше Филип Симоновски. 4-тото место го освои Дејан Тодески. Нашиот млад и надежен атлетичар, штипјанецот Кристијан Китанов, во конкуренција на 106 надпреварувачи, го освои одличното 5-то место, со негов личен рекорд од 1 час 36 минути и 18 секунди, што е за скоро 40 минути подобро од минутогодишното време на патеката долга 19 км со 750 метри позитивна висина. Членовите од плевачкиот клуб Челични од Штип постигнаа одлични резултати и освоија повеќе медали на меѓународниот митинг што се одржа во градот Благоевград во Бугарија. Преку 240 надпреварувачи од Бугарија и Македонија настапија на меѓународниот пливачки митинг што се одржа во Благоевград, Република Бугарија. Меѓу нив беа пливачите на клубот Челични од Штип, кој под раководство на тренерот Методи Петров остварија одлични резултати. Антонија Андоновски го освои второто место во трката на 50 метри крал и трето место на 50 метри делфин. Христија Јанко беше втор на 100 метри крал, Смилјан Нашков беше втор на 100 метри крал, Марија Цоновска беше трета на 50 метри делфин.
Матеј Трајчев го освои третото место на 100 метри краул, а Иван Киров го освои второто место на 50 метри градно. Покрај нив на пливачкиот митинг на стапи и пласман од 4-то до 10-то место во своите дисциплини остварија уште и пливачите Милан Наков, Кире Глаев и Вероника Зашевска. Со спортот време е да се јавиме од вестите на Ирис телевизија. Имајте убава вечер.